Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnува. Houston, we have a problem. Dame i gospoda, dobar den, dobrodošli во денешново Milenko Nedeljkovski radio show na Radio Slobodna Македонија. Во просториите спротив владата пред големата шофершајбна, каде што во овој момент се собираат луѓето за уште еден ден од серијата протести кои што малку ќе фати еден месец. Ние, за жал, обременети со идентитетски проблеми, со проблем со грижи, луѓето еве овдека пред врата само ми приоѓаат со грижи, ќе не бидели, односно ќе бидели државата, ќе не бидели како народ, да не уништат, да не укинат. Обременети со сето тоа, ги заборавивме убавите нешта во животот, а една од најубавите, многу ми навелат најубава споредна работа, јас сега не бях крстил баш дека е таа најубава, меѓутоа една од за мене најинтересните работи е фудбалот, не само што сум бил долгогодишен спортски коментатор, не само што татко ми бил долгогодишен фудбалски судија, не само што сум бил определен кон фудбалот, туку затоа што е тоа така едно чувство, скопско градско чувство од ги паметам јас годините, кога во рамките на Југословенската лига без малку на секој надпревар стадионот, градскиот тогашен стадион, без овие трибини, него онака за 20.000, пунеше по 20.000, без малку на секој надпревар, не беше полн стадионот, само кој ќе доеше Спартак од Суботица, нешто Марибор или таков некој тим, другото све беше полно. Токму затоа денеска емисијата ја правам со гостин актуелен заради настанот што ќе се случи за 2 дена, во петок, гостин во мојата емисија, мој и ваш гостин е селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски. Игоре, или популарно Мрме, добродошол. Се надевам дека ќе пробаме да им објасниме на луѓето што се случува во фудбалот, бидејќи што се случува во државата веќе никој не може да објасни. На твој гост. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Milenko Nedeljkovski на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Уште еднаш за Игор, селекторот на репрезентацијата, фудбалската репрезентација на Македонија. Добар ден во мојата емисија. Утре со бајле рано се патува за Цирих, од тамо за, мислам да е Сент Гален, кај што се сместени во Вадуц. А вие сте сместени во Вадуц, делегацијата официјално Сент Гален, затоа што во петок се игра надпревар. Имаме реално еден од најслабите противници што може да се најдат на територија на Европа и се надеваме реално на победа по не знам колку време. Што мислиш? Па, добро кажавте, надпревар што е само како добре дојден за нас во ситуацијата во која се наоѓаме, но далеко не смееме да влеземе на тој надпревар подценувачки. Денеска во Европа нема во фудбалот, тоа добро го почувствува Италија со нас, кога ние бевме тотални аутсайдери, па ги намачивме до 93-та минута. Се надевам дека ние ќе влеземе максимално на тој надпревар. Меѓутоа таков е пример па и со Луксембург со нас. Да, и Луксембург со нас, кога во прошлите квалификации нели го изгубивме тој надпревар, неколку години поназад Андора исто знаеше да ја казни, да го казни тој наш индолентност, да. Проклет менталитет. И јас кажав на пресконференцијата дека на овој надпревар Лихтенштеин не ни е противник. Противник сме ние самите на себе. Нашиот менталитет, но мислам дека добро работевме со фудбалерите на тој психолошки момент и по самиот однос на тренинзите, мислам дека ќе влеземе максимално како и на претходните 4 надпревари, но за разлика од тие се надевам дека резултатот ќе биде во наша полза. Ние реално, Игоре, имавме надпревари во овој квалификационен циклус каде што одигравме добро, во Италија, кажеш, Албанија. Реално одигравме добро. Без малку на сите надпревари одигравме како треба. Но резултат не бидно. Доцен гол,
93 минута, прекинат надпревар па продолжа во Албанија, се нешто така. Меѓутоа, во историјата на фудбалот тоа не се брои. Точно. Така, по 10 години нема рече, ама тога знаеш уни во 93 минута. Тоа нема, него е толку. Резултатот е На крајот бројен. тој се брои, тој се памет. И од тоа нема бегање, без разлика што еве јас се сложувам дека реално ги одигравме стварно добро тие надпревари, имавме пехови на самите надпревари, нели, и оној пенал промашен 94-та минута со Израел и примен гол 93-та со Италија, но тоа се заборава. Се памти резултатот, но играта мора да ни биде еден подстрек за надпреварот што следи, дека сме на добар пат, дека треба да продолжиме со начинот на кој ги игравме надпреварите, она што беше негативност да го отстраниме и конечно да дојде една победа после така добро одиграни надпревари. Ние единствено што бевме инфериорни бевме со Шпанија, иако и таму имаше мала судиска дискреција во корис на големиот светски европски шампион. Колку што требаше? Колку што добро против нас дури не ни треба, тоа сепак е премногу силен тим, нели, премногу скап и така натаму, меѓутоа не се намачија толку колку што можеби ќе се намачија. Ама по друга страна, Игор, ја мислам, гледајќи го вака потенцијалот фудбалски кај нас и на играчите, па ние не го заслужуваме тоа место на кое сме на листата на... Не да не го заслужуваме, него апсолутно не го заслужуваме, затоа што мислам дека квалитетот е реално многу поголем. Прво, тоа има многу причини зашто е тоа така. Прво, нели, резултатите, но мислам дека падот следеше наеднаш со промената на бодувањето на FIFA, начинот на бодување, затоа што пред 2 години FIFA ги изедначи надпреварите во сите континенти. Замислете се некои островски земји со по 1000 жители, Да. победата меѓу нив е иста како ние да ја победиме Шпанија. Значи тоа е прво и основно, но тоа е ирелевантно. Мене не ми е пријатно, но не ме плаши затоа што знам дека тоа може многу брзо да се промени и јас сум убеден дека ќе го подобриме FIFA рейтингот. За мене е побитно што подобро се пласираме во квалификацијската група. Види, точно, тоа сакав да го кажам, ете ми го зема зборот. Значи, во ред е дека FIFA го промени начинот на бодување, нели? Тоа е. И начинот како се добиваат тие поени, па која прават листата, па сега може да е смешно кога ќе видиш кои се подобро пласирани од Македонија, некои така земји кои не ги ни знаеш, или тешко можеш да ги најдеш на картата на светот. Меѓутоа, од друга страна, па ние немаме резултат. Кој знае од кога немаме резултат? Точно, се сменија самиот- селектори еден клуб самиот- со големи плати, странци. Резултатите се поразителни. Прво, сега, нели, кога сум на таа позиција, нели, добро ги проучувам, има еден податок, Македонија нема победа на гости од 2005 година. Тоа се 12 години, Миленко. Значи, тоа е еден период што сепак за држава како Македонија е поразително. Значи, и од тоа нема бегање. И тоа е еден континуитет од 12 години каде што немаме официјална победа на официјален надпревар во квалификации на гостински терен. Значи, и сето тоа донесува до тоа 166-то место. Но пак ќе кажам, јас сум на местото каде што сум и максимум од моите можности ќе ги дадам за сето тоа да се смени. Еве убава можност, значи надпреварот со Лихтенштеин, затоа што секоја квалификацијска победа се бодува, да почнеме да бележиме подобри резултати и јас сум убеден дека таа победа ќе ни даде враќање во групата, да влеземе со Израел и со Италија во борба за подобар пласман, затоа што со Италија и со Шпанија реално не можеме да се Со Израел и со Албанија. Да, не можеме да се бориме за пласман на светското првенство, поготово што еден оди директно на светско, еден игра бараш, но една победа со Лихтенштеин, кога Израел и Италија играат со Шпанија и со Италија, тогаш веќе влегуваме во борба за Јас се подобар обидувам да пласман. објаснам. Знаеш што, Игоре, сите стана стручњаци за фудбал. Сите стана и премиери. Тој волунтаризам е страшна работа. Ја го подкопува општеството, подкопува секоја држава. Страшно е тоа колку секој мисли дека може да е Мориньо, ама ете животот не му дал шанса, па не знаел португалски или шпански или англиски, инаку ќе бил ист како него. Значи, се обидувам на луѓето да им објаснам дека комплетирање на еден состав, на еден тим, не е едноставна работа. Не е тоа избери 11 најдобри и стај ги од 1 до 11 и ти си лев бек, ти си голман, и завршена работа. Се обидувам да им објаснам дека е тоа покомплицирано, дека е тоа однос меѓу луѓе.
Однос меѓу суети, однос меѓу читање, меѓу брзина, младост, искуство и така натаму, и дека сето тоа мора да се укомпонира. Јас сум зборувал многу со луѓе од Црвена звезда кога стана светски и европски шампиони, европски и светски шампиони, особено со доктор Нешовиќ, вика ние на тоа работевме со години, до ниво да ги женевме и играчите и нивните сопруги раѓаат деца за да созреат мажите и за да речат, чекај, ја треба да сум посериозен, ти имам дете кое да му оставам наследство, да ме големи памти. одговорности. И сега мене ме интересира во овој состав ти што го имаш и луѓето што ги ротираш, играчи кои се некои стандардни, некои не. Каква е нивната мотивација? Постои ли внатре мотивација? Постои ли сознание дека резултатот на репрезентацијата е и нивен резултат за евентуално негде да се пласираат во остатокот од кариерата? Значи, јас само еден податок ќе кажам тука. Фудбалерите максимално посветени пристапуваат на репрезентацијата. И првото нешто што јас го побарав од нив е таа одговорност да го имаат спрема националниот дрес, затоа што националниот дрес е свето за секого. И репрезентацијата мора да биде над сите суети и над сите нивни карактери или особини, и само сите сплотени можеме да дојдеме да бележиме позитивни резултати. Македонскиот народ знае добро што е фудбал. Знае добро кога тимот го дал максимумот и кога сме направиле све на еден надпревар. И затоа на надпреварите со Израел и со Италија, без разлика што ги загубивме, ние бевме наградени со аплауз. И сето тоа мене како селектор не ми е нормално дека сакавме да победиме, сакавме и нерешено да имаме, но ми дава дека стварно секој поединец го дал максимумот. Нормално се случуваат и грешки во самиот надпревар, деконцентрации, но во глобала кога ќе се земе, кога ќе споредиме како нашата репрезентација во минатото ги играла надпреварите, кога едва сме стигнувале до противнички гол или не знам по 7-8 надпревари не сме постигнувале гол, мислам дека новија надпревари буквално го фудбалерите го покажаа она што го кажуваш, дека нивната посветеност е зголемена на максимално ниво и го даваат максимумот од нивните квалитети што во моментот го поседуваат. Македонија, односно ти како селектор на Македонија имаш еден голем проблем, дефект, како сакаш кажи го. А тоа е што немаш избор на фудбалери кои настапуваат у квалитетни лиги. Нашите оние кои настапуваат во најквалитетни лиги се двајца во предпоследниот тим во Италија и Горан Пандев кој е веќе на залезот на кариерата. Ја мислам дека сите нормални луѓе во Македонија му благодарат што и во овие последни моменти од неговата кариера дава, он е сепак икона тука и за играчите и така натаму доаѓа, таму во неговиот тим не игра или игра многу малку. И ние потаму на запад немаме. Имаме во ред. Тоа некој помлад ќе игра, неке игра за нас, некој било Бенелукс, некој било Швајцарија, едно друго, меѓутоа ние немаме добро пласирани играчи. Па тоа доволно кажува, значи, изборот на квалитетни фудбалери. Јас сега во моментот имам 10 фудбалери кои настапуваат во домашното првенство. Значи од 22. А во групата сме против една Италија, против една Шпанија, каде што во Шпанија Барса, Реал, Манчестер, може четврт клуб да биде Арсенал, значи да има фудбалер. Италија, знаеме, Јувентус, кои све клубови, каде што се главни нивните фудбалери, каде што капитени, каде што италијанската одбрана на цело европско првенство прими еден гол само, и Израел, каде што играат во квалитетни, Албанија, Германија, Италија, каде што сите играат надвор. И тоа е проблемот, сега како да се изразам со некој во автомобилизмот, кога имаш, нели, Ферари против некој. Да, но јас сум гор што ги имам тие фудбалери, тие се наши фудбалери, македонски фудбалери. Ние мрме кога излеговме како држава, како фудбал од Југославија, остана една генерација, односно тоа беа повеќе генерации кои полека, да кажеме, изумира, односно се пензионира. Ние имавме големи играчи на запад. Панчев, Саша Чирич, Чеде Јаневски, Петар Милошевски,
Mitko Stojkovski, ne znam, Boško Đurovski, Boško Đurovski, Kanatarovski, Šakiri, Najdovski Capar, se igra. Najdovski, така натаму, и Бабунски, така. И сето тоа дојде да сега ние еден по еден ги снема и сега ние немаме ништо таму. Тоа е резултат на работата во фудбалот 25 години. Пази, ние немаме ти имаш, велиш 10 играчи од домашно првенство, меѓутоа ние домашното првенство ние на многу ниско ниво имаме 2 организирани клуба, Вардар и Шкендија, уште 2-3 кои така функционирате, Пелистер на малку на мускули, малку на голема фудбалска историја, Пелистер победа така. И другото е онак. И сега од такво едно првенство ти сакаш да се надпреваруваш со што знам, со Италија, а? Тоа е реалноста, други фудбалери нема, значи тие се во Во иностранство нема. најдобрите што ги имаме, што ги поседуваме. Нашата лига е таква, ние си ја сакаме каква што е, но резултатите што ги постигнуваат клубовите наши се мерило во Европа. Уште ни еден наш клуб 25 години нема играно во групна фаза на некој надпреварување. Пази, ние семо овие мали држави кои што се Андора, Лихтенштейн, кои заради малоста на територијата, ние сме ретка единствена држава во светот што имаме само еден регуларен стадион. Само до тоа се показатели кои за жал се реалност во Македонија. Јас раде волја сакам репрезентацијата да однесам во Струмица, да однесам во Битола, да однесам во Прилеп да играме, но пред жешка публика. Пред жешка публика затоа што публиката е составен дел од тимот. Носи. Значи таа знае да те даде ветер, самото онаа атмосфера со Италија и играта со Италија верувам дека е 50% и заслуга на публиката, затоа што стварно се не памтам од кога се создаде атмосфера на Филип II да се навива за Македонија, не да се гледа, него да се навива. А сето тоа фудбалерите го почувствува и носени од публиката се спротиставивме на една репрезентација 4-кратен светски првак. Сега замислете ние да имаме еден свој стадион во Прилеп каде што има пеколна атмосфера од 12-13 илјади публика. Битола или Струмица или не знам сега да не ги набројам градовите. А ние немаме каде да однесеме репрезентацијата освен ние сме за жал со еден стадион. Филип II. Со еден стадион и тој нема друго и за клубови и за ова и за све, и за концерти и за концерти и за се. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to buy. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Гостин овдека кај мене, а пред вашите електронски апарати од кои добивате звук е селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски. Игоре, да поразговарам малку околу системот кој сакаш да го играш. Јас знам дека сите се селектори, сите ти доаѓаат и ти кажат слушај 3-5-2 најако, 4-4-2, не 3-5-1, не знам што и така натаму, све некои бројки кои некој му значат, некој не му значат. Меѓутоа, јас треба ќе те замолам да ни објасниш кој систем го играме, ама не низ бројки, него може да има бројки, ама и објаснување на бројки. Ние во досегашниот тек на надпреварите го игравме системот 3-5-2, 1-3-5-2, да не го заборавам голманот, кој е исто битен дел од тимот. Тоа го направивме од едноставно... Значи Челси. Во моментот кој некој модифициран систем што го практикува. Од кои причини? Низ надпреварите пријателски кои ги имавме, мислам дека а со оглед на противниците кои ги имаме во групата, го одбравме тој систем за да можеме да се протиставиме против еден противник како што е Италија, Шпанија, Израел и Албанија. Тој систем што ни донесе? Ни донесе во тој централен дел да играме со тројца дефанзивци, затоа што знаевме дека таму бевме ранливи доста, дека тој простор не може да централниот пред нашиот гол да го покриваме со двајца фудбалери, затоа се одлучивме за со два центра халфа да наречем поставство, за да го браниме тој централен дел со три, затоа што нели да бидеме што побезбедни и да ни отвори можност за брз контранапад, да искористиме брзината што имаме во нападот, каде што таму се нели ги користевме Алиовски, Несторовски, Пандев,
фудбалери кои знаат доста добро да издействуваат тој контранапад, но и фудбалери да имаме доволен број на фудбалери со двајца напаѓачи, затоа што јас реков дека без разлика на системот посакувам стилот на игра да биде офанзивен на Македонија. За разлика од другите што стално преферираат еден напаѓач, ние игравме со двајца стално напаѓачи без разлика на противникот, и со Италија па дури со Шпанија. И мислам дека причината беше таа затоа што секој друг систем против италијанците е бункер и пропас, е утопија. Затоа што поквалитетни репрезентации од нас, кога играле поразличен систем против Италија, не можеле да се справат. Бидејќи во Италија ние во групата, го одбрав тоа. Од друга страна Шпанија, Израел и Албанија се репрезентации кои низ анализите многу тешко се справуваа против 3-5-2 систем. Мене ми е жал само што не дојде резултат, затоа што играчки, статистички на надпреварите, мислам дека тој систем функционираше. Мрме 3-5-2 е систем кај што нема статичност, тоа бара многу динамика. Многу, значи трчање, значи физичка спремност. Точно. Не сум сигурен дека нашите играчи тоа може да го издржат 90 минути. Па можеби и тоа доведе до пат на концентрација и во самиот финиш на преварите да се случуваат тие моменти на деконцентрација. Тоа го изискува, го бара тоа. Тој систем, ама Миленко, секој систем бара добра физичка подготовка. Поред е, меѓутоа знаеш кога си бункер, ти си знаеш. Али посебно, али сега кога веќе играш офанзивно, значи тогаш мораш да... Тие два шпица тие мора да ушпицуваат. Точно, и кога мора играш да против квалитетни противници, затоа што една Шпанија, една Италија ќе те нападне, ќе изврши притисок каде што мораш да одолеш. Така да сега, кога сме веќе кај системите, планирам да го за надпреварот со Лихтенштеин, да го сменам системот на поставеност на фудбалери, затоа што мислам дека немаме потреба од толку дефанзивци позади, ќе играме со двајца, односно 4-2, онаа класична формација, затоа што мислам дека можеме така да го играме тој надпревар. Односно тие 4 позади се двајца бочни кои учествуваат во фаза на напад и остануваме со двајца централхалфови позади, што еден поофанзивен систем уште, што мислам дека ќе ни донесе позитивен резултат. Многу ми е жал за овој Нилсен. Многу сакам такви голмани. Нилсон, Адеми, значи тоа се фудбалери кои во моментов многу добро би не дошле, меѓутоа посебно голман, затоа што многу ротиравме на голманската позиција. Знаеш што, ја секој сум ценел голмани, ти кажам. У фудбалот прво сум ценел судии, бидејќи татко ми беше судија, ја бев кратко време. Знаеш зашто судија? Затоа што никој не е Чак Норис да излезеш на 20 публика и сега ти, јас сум судијата. Тоа не ќе те згрбават. Значи тоа бара срце да си фудбалски судија. Сега, втора работа голман. Единствен си што игра со рака. Што викаше покој Момо Грошев на Васил Рингов, му викаше чекај бе, еднаш мене ме скандираат Момо, тебе секој утакмица Васил остеме Рингов остеме еднаш. Голманот прима голови. За жал, значи голманот, грешките на голманот ги памтат и се стално на мета, но и јас сум тој што мислам дека голманот е една од посебно во модерниот фудбал од најбитните алки во тимот. Посебно што имавме голман како Давид кој има одлична техника со нога. Значи Давид беше го видов тој кај го гледав во Белорусија. Во Белорусија. Во Белорусија го вика како го најде ова бисер. Оти Македонија не памти голман што знае да игра со нога, па можеби од Драган Мутибарич. Тој, значи, сите пенали тој ги изведуваше и така на тоа, ама тоа е 40 години назад. Така. И сега овој бисер и ова што е со детето, може луѓето сакаат да знаат. Па мене, значи јас сум во нон-стоп комуникација со Давид и мене искрено ми е жал што сето таму се деси. Се востанови дека нивото на калциум во организмот е на незадоволително ниво и од тие причини склон на скршеници на коските. Затоа имаше скршеници на ребра, скрши нога, па сега рака, така да, а голман знаеме дека е склон на падови, на дуели, на
нели тие контакти пожестоки и од тие причини доведувало и до такви скршеници. Јас се надевам дека лекарскиот тим во Шведска, во Норчепинг, сето тоа добро ќе го санира и дека за брзо време ќе го имаме, затоа што он е 26 години, не е престарен. Голман трае многу. Голман трае и подолго од играчите и мислам дека Македонија ќе има уште еден добар голман. Но имаме, еве, кога сме кај голманите и голмани кои доаѓаат, значи Столи Димитриевски кој има 23 години, Игор Алексовски, младиот голман што бранеше за младата репрезентација со 21 година, Добро, така да тој што беше, што се повреди таму во Шкотска. со една нога што бранеше во Шкотска, така да тоа се и да не набројам се други млади голмани кои можеме да се потпреме. И мораме да ги издржиме. И да знае да игра. И да знаат да игра. Мора да има нога. Па мислам дека Игор веќе и Столе го прата тој модерен тренд, Мора затоа што да сегде во клубовите. Дехеа, јасно е. Сегде во клубовите веќе се работи на тоа. Голманот е главен организатор на. Мора да знае да игра. Да игра со нога. Он е оној некогашен либеро. Либеро, да. Така? Тој е Матеус некогаш играш. Да. Така. Па еве Ноер сега е Ноер, тој да. тип на голман каде што германците го користат све. Па не само видиш, Челси има таков голман, Манчестер Юнайтед има таму. Оние кои ги немаат тој тип голмани кои се малку Имаат полимитирани, Сити, Ливерпул, она одма го гледаш дека Одма има си во проблем. проблем. Не ли го се гледа проблем. Па се користи, знае Он тој. добар голман, добар парадер, она не може да ја одигра, он е без еден играч играш. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to buy. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација на 2 дена пред надпреварот со Лихтенштеин е во студиото на Радио Слободна Македонија во мојата емисија, ваш гост. Во последниот дел од емисијата вака малку прашање стратегиски. Реално сите балкански земји беа пласирани на некој светско европско првенство се Македонија. Се Македонија. И Словенија со катанец во еден одреден момент, Босна, и така Босна, и така натаму, и така натаму. Тоа не е само резултат на квалитетот на таа екипа, таа репрезентација во тој одреден момент, туку е тоа резултат и на склоп на околности. Да другите се некои послаби, да влезе некој гол, да има лош ден, да се подесат другите резултати меѓу другите противници наместо 3 бода по 1 бод и така натаму, и да се вклопи да се влезе во бараж или да се влезе директно. Тоа на Македонија никогаш не се случи, еднаш-два пати имаше некои шанси, мислам во времето на Ѓоко, и сето тоа заврши без никаков пласман. Дискутирајќи со луѓе, се обидувам да им објаснам дека минувањето од шешир во шешир, да го наречем, на жребањето на УЕФА, односно на ФИФА, е работа на неколку квалификациони циклуси, за да дојдеш во ситуација да си во што погорен шешир, за да имаш што повеќе слаби репрезентации, послаби од тебе. И тоа не е процес сега, сакам ај утре. Тоа не бива така. Ние и овој квалификационен циклус немаме никакви шанси веќе, тоа е многу јасно, бидејќи не имаме резултат. За да правиме нешто повеќе, потоа следен квалификационен циклус. Тој квалификационен циклус сигурно е репрезентација оваа засилена со нашите млади што ќе настапат во Полска. Со дел од тие млади што ќе настапат во Полска. Не велам очекуваш ли да се пласираме. Мислам дека е тоа процес малку подолг, немаше тоа да биде туку преку еден циклус. Меѓутоа, има ли така во Фудбалската федерација, во стручниот штаб и така натаму некоја стратегија за постепено качување да се дојде во ситуација да се има шанса да се направи? Да, имаме стратешки план и се сложувам со све ова што го изнесе, значи предмалце значи мора овие квалификации да се искористат за да се направи еден тим кој долги години ќе игра заедно, затоа што на почетокот на емисијата добро кажа дека фудбалот е процес, тимот треба да се вклопува, да се воигрува. Во клубовите е многу полесно тоа да се прави, затоа што нели секој дневно си со фудбалерите, а ние имаме нели надпревар со Шпанија во октомври, па сега во март. Но мора и ние тоа да го правиме, да го применуваме.
пласманот на младите на Европско првенство покажа дека Македонија има фудбалери кои можат да се изборат на едно големо надпреварување во својата возраст, но и фудбалери на кои треба сериозно да сметаме и на нив да го правиме тимот што тој тим што долги години ќе игра Тие се заедно. млади луѓе, они треба да се издржат. Точно. И Сите нивни грешки, сите нивни Со нив промашувања. треба постепено и не смееме да ги изгориме никако, затоа што знаеме нашиот народ каков е, дека ако се пласирале на Европско првенство во U21, они очекуваат сега и следната година одма Македонија да биде европски првак. Но тоа е Не бива така. не бива така. И мислам дека сме на добар пат да ги издржиме, да ги внесеме и да ја преземат значи улогата во репрезентацијата. И голема шанса за Македонија е Лигата на нации. Значи, Лигата на нации е едно надпреварување каде што се отфрлаат сега пријателските надпревари, каде што секој игра со приближно квалитетни репрезентации од својот ранг и првиот во таа група има шанси да игра во бараш и да се пласира на Европско првенство. Значи, тоа е полесниот пат да стигнеме побрзо до една завршница што сите ја посакуваме, а онај потешкиот е вие што го споменавте, значи низ квалификацијските шешири, и затоа јас кажав во текот на емисијата дека не е толку страшно местото на FIFA ранглистата колку што е битно пласманот во самата квалификацијска група, затоа што ако завршиме ние четврто или трето место во некоја група, тогаш можеме да Тогаш си во друг шешир, да така е. во шешир напред, а можеме и да бидеме и 120, а да рипнеме еден шешир. Значи, тоа се некои правила што народот не ги знае, но пак ќе кажам, за мене е најбитно не пласман во квалификациите, затоа што Македонија реално завршува последна предпоследна во сите квалификацијски циклуси. Ние треба да го направиме она што го кажавте вие, да направиме стратегија како да го подобриме, затоа што не е се исто во група да имаме како ние сега Италија, Шпанија, Односно, само Албанија, Лихтенштейн. Израел Односно, и Лихтенштейн, само кој, Лихтенштейн. нели, Да. еве, ние сме Е топовско место, да, во улога да имаме шанси да ги победиме. Сепак друг ќе би изгледала една група кога ние би биле Италија, Израел, ние па уште некои две репрезентации што се по квалитет како нас. Мислам дека во фудбалската федерација конечно после 25 години се работи стратегиски, се работи систематски и сето тоа се направи еден систем да се вложи во генерации на младите селекции, што еве почнуваат да даваат резултати. U17 во квалификациите за Европско првенство не се пласира само поради еден жолт картон. Значи, U21 веќе е на Европско првенство. Значи, тие резултати даваат и јас сум сигурен дека уште многу репрезентации. Мој еве кога гледав младата репрезентација, еве ќе рече некој добро, бајо Барди, она стварно вака бисер. Меѓутоа, голманите сам ги кажат. Центар халфите многу интересни. Точно, Дарко Велковски, Так, Зајков. многу интересни, гледаш современи, гледаш дека сосема друг пристап има, нема она одложи, преку глава од одложи. И мене Него ми е- има да проигра, да. Јас се радувам да прими, да се што отвори. тие фудбалери против една Шпанија кога влегува во репрезентацијата исто се однесува на терен. да. Значи еден Да. Дарко Велковски Барди, Да, игра ладнокрвно. игра против светски звезди од најголема класа. Значи Шпанија знаеме кои играчи ги има. Но они истиот стил на игра што го игра во млада, исто како што играат во клубовите, го направија во. Само така можеме да кога би имале поголем број на такви фудбалери, квалитетни, со одважност, со верба во себе, тогаш можеме да се надеваме дека еден ден ќе дојдеме и до она што сите го сонуваме, нели, тој пласман на една завршница. Добро, Игоре, ти благодарам што дојде кај мене во емисија. Утре за вајле сите заедно патуваме натаму. Посакувам резултат, сите посакуваме. Апсолутно. Јас прв. Да, точно е така. Сето друго сем победа би било пак уште едно разочарување, не знам кој е поред. Точно. Македонија не памети добар резултат, веќе почнеме ги забораваме резултатите. Јас не сакам да навредам ниту еден спортист. Меѓутоа, сите права, што викаат у покер сва права, за ракомет, за кошарка, за одбојка, ама фудбал е мрме. Друга приказка е. Друго е да уклопиш 5 играчи баскет, доволно ти е еден добар плей и еден добар цендар и ти имаш тим, другите тројца ова, а друго е 11 души во куплаш. Не сакам секој спорт Јас да сум сакам. јас сум имал екипа своја. Точно. Ти знам колку е тоа неблагодарно и тешко. Секој спорт, значи, го почитувам, сите резултати на Се е во ред. се ни носат радост и тоа е за почит, но
во светот постои една споредна работа што Една е најважна. најважна споредна, тоа е фудбалот и затоа е толку гледан, затоа толку пари се вртат, значи затоа е Се респект за сите Респект, спортови. да, Ја го за респектирам све. многу и успесите И- на ракометот, апсолутно сите. на баскетот, на кошарката, се е уред. Ама фудбал е спорт. Може да замислиме само еден успех фудбалски Таковка, што би би донел, значил. што би донел. И јас се надевам дека еве нема да ја разочараме уште еднаш домашната јавност, пак ќе кажам дека верувам во овие фудбалери што ги имам во моментот, дека Лихтенштеин треба да го добиеме. И таа победа ќе ни даде еден подстрек за во остатокот од квалификациите да влеземе во борба со Израел и со Албанија за подобар пласман во групата и да одиме на степ бај степ или чекор по чекор да ја извадиме ситуацијата што во моментов за жал се наоѓаме. Ти посакувам успех во петок и на сите твои фудбалери и на целиот твој стручен штаб, тимот што работи околу репрезентацијата на сите, апсолутно на сите таму од момци, дечки. И им посакувам среќа, успех и посакувам добар резултат на репрезентацијата на Македонија. Ти благодарам за поканата за учество. Тоа беше селекторот на македонската фудбалска репрезентација, дами и господа, денеска во емисијата Миленко Неделковски радио шоу на радио Слободна Македонија. Следете ме на истава Бранова должина и следната среда. Пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.